неколкумесечна пауза, патничките возови повторно почнаа да се обраќаат низ земјава. Железничкиот сообраќај беше запрен поради долгови и технички проблеми, но сега властите уверуваат дека услугите се стабилизирани и безбедни за патниците. Иако повторното активирање е чекор напред, довербата на граѓаните останува под знак прашалник. Многумина се скептични дали возовите ќе бидат редовни и во каква состојба се вагоните. Дополнително, прашањето за модернизација на железничката инфраструктура останува нерешено. Железници на Македонија најавија подобрување и инвестиции во одржувањето на возовите. Сепак, патниците очекуваат конкретни докази дека возовите ќе бидат сигурен и исплатлив начин на патување. Аналитичарите сметаат дека враќањето на возниот превоз е позитивно, но ќе биде потребно време за да се врати довербата. Редовните и квалитетни услуги ќе бидат клучни за да се задржат патниците и да се спречи нов прекин во иднина. Домашните земјоделци се соочуваат со сериозен проблем. Високите маржи на трговците им ја уништуваат заработката. Иако цените на производите значително растат во маркетите, примарните производители добиваат минимални приходи, што ги доведува во финансиска неизвестност. Според земјоделците, цената што ја добиваат за нивните производи е повеќекратно пониска од онаа што ја плаќаат потрошувачите. Оваа разлика најмногу оди во џебовите на трговците, кои профитираат на сметка на трудот на производителите. Од Асоцијацијата на земјоделци бараат државата да интервенира со регулирање на маржите и воведување фер трговски практики. Според нив, ако продолжи ваквата состојба, домашното производство ќе биде загрозено, а увозот ќе стане доминантен. Владата најави можни мерки за контрола на профитите на трговците, но земјоделците се сомневаат дека ќе следи брза и ефективна реакција. Доколку не се преземат конкретни чекори, многу мали производители ќе бидат принудени да го напуштат земјоделството. Неколку училишта во Хрватска утринава добиле дојави за поставени бомби, што предизвика масовна евакуација и зголемено полициско присуство. Инцидентите се пријавени во повеќе градови, а надлежните веднаш започнаа проверки на објектите. Хрватското Министерство за внатрешни работи соопшти дека безбедносните служби темелно ги прегледуваат училиштата, но засега нема потврда за вистинска опасност. Директорите добиле инструкции за брза реакција, а учениците и наставниците биле безбедно евакуирани. Ова не е првпат хрватските училишта да бидат мета на лажни дојави за бомби. Во претходните случаи, истрагите покажаа дека зад заканите стојат анонимни лица, често поврзани со странски хакерски групи. Властите апелираат на смиреност и уверуваат дека работат на идентификација на сторителите. Истрагата продолжува, а училиштата остануваат под засилен надзор за да се гарантира безбедноста на учениците. Европската унија подготвува нови строги регулативи за тешката индустрија, насочени кон заштита на животната средина и потрошувачите. Компаниите ќе мора да ги исполнат поставените услови за да продолжат со своето работење на европскиот пазар. Во рамките на оваа иницијатива, Европската унија најави голема истрага за утврдување на почитувањето на стандардите од страна на индустриските гиганти. Се очекува контролите да бидат ригорозни, а фирмите што не се усогласени ќе се соочат со високи казни. Оваа мерка е дел од пошироките напори на Европската унија за намалување на штетните емисии и зголемување на одржливоста во индустрискиот сектор. Бизнисите ќе мора да инвестираат во еколошки технологии ако сакаат да избегнат санкции. Европските власти порачаа дека ова е неопходен чекор кон почиста и побезбедна економија. Компаниите имаат ограничен рок да ги прилагодат своите операции, а експертите очекуваат бурни реакции од индустриските лобија. Доналд Трамп најави зголемување на царините ако повторно дојде на власт, што предизвика поделени реакции меѓу економистите. Според него, овие мерки ќе ја заштитат домашната индустрија и ќе го зајакнат американското производство. Сепак, дел од економските експерти предупредуваат дека новите тарифи би можеле да предизвикаат зголемување на трошоците за потрошувачите и негативно да влијаат врз глобалната трговија. Некои сметаат дека ваквата политика ќе доведе до одмазнички мерки од другите земји. Трамп веќе воведе слични царини за време на својот прв мандат, што предизвика трговски тензии, особено со Кина. Неговите поддржувачи веруваат дека овој пристап ќе го намали американскиот трговски дефицит и ќе создаде повеќе работни места. Додека економистите ги анализираат потенцијалните ефекти, деловната заедница останува предпазлива. Инвеститорите ќе следат дали ваквите планови ќе станат реалност.